Нов бран на овчи сипаници или варичела ја зафати земјава, при што најмногу се погодени дечињата. Годинава се регистрирани за 15% повеќе случаи на заболени во споредба со истиот период лани. Овчите сипаници се многу заразни, а децата најчесто се заразуваат преку меѓусебни контакти во градинки, училишта и игротеки. Болеста обично трае кратко, се карактеризира со исипа, е придружена со треска и слабост. Откако некој ќе биде во контакт со вирусот, се разболува за 2-3 недели, колку што е неговиот период на инкубација. Речи се 95 до 96% од тие што се во контакт со лице заболено од варичела, а кои ја немаат прележено варичелата, имаат шанса да заболат од варичела. Од периодот на контактот до појавата на првите симптоми, значи поминува 10 до 15 дена. И во тој период, значи, заболениот е инфективен, значи може од него да се заразат други лица, но нема никакви симптоми. Така да, значи, не само од лица кои што имаат манифестна варичела, туку и од лица кои биле во контакт со заболен од варичела, треба да се избегнува ако веќе самите немале тие лица кои биле во контакт немале прележана варичела. Децата главно лесно ја прележуваат варичелата, но треба да се подзголемено внимание кога се болни. Вирусот се смета за поопасен за мали бебиња, возрасни, а особено за бремени жени. Во текот на првите 3 месеци од бременоста, варичелата може да предизвика проблеми на плодот, ако мајката заболи. Така, на крајот на бременоста може, значи, ако заболи да се роди дете со варичела, значи со самото породување веќе да има манифестна варичела. Децата ја преболедуваат многу полесно, значи без ризици, без можности од појава на компликации, кај возрастните и тоа може да се случи, значи може да се развијат менингити, менингоенцефалити, плюс кај возрастните, бидејќи тоа чувство за чешење е поизразено, значи многу е потешко да одолеат на тој нагон, а секое чешење, односно секое дупнување на везикулата, понатаму остава белек на кожата. Доколку детето има температура, треба по потреба да му се даваат лекови за нејзино намалување. Посебно мени за исхрана не е потребно, но храната треба да е здрава, избалансирана, богата со хранливи материи и витамини. Просториите пак треба редовно да се проветруваат и да се чистат, советуваат лекарите.